Добар ден на сите. Се надевам дека издрживте и на топлото време. Сакам да се заблагодарам на сите припадници на АРМ за денешните презентирани вежби и да ви се заблагодарам и вас на интересот со кој што ја следите посетата. Почитуван генерале Скапароти, почитувани медиуми, навистина ми е привилегија и задоволство што денеска во посета на Република Македонија престојува првиот човек на Врховната команда на НАТО во Европа и воедно командант на американските сили во Европа, генералот Кортис Скапароти. Ова посета, нашата денешна соработка, покажува колку работите во Македонија се менуваат. По 11 јули, кога ја добивме поканата за почеток на пристапните разговори во НАТО. Само 2 недели по добивање на НАТО поканата, на 26 јули, тим на Алијансата ја посети Македонија со цел да се утврдат насоките за пристапните разговори за членство. 5 дена подоцна, на 1 август, Северноатланскиот совет во Брисел и формално го усвои планот за спроведување на пристапните разговори со Македонија. Денеска сме домаќини на првиот воен представник на НАТО во Европа, генералот Скапароти, кој за прв пат престојува во Македонија. Оваа засилена динамика ја манифестира чврстата решеност Македонија во еден брз и интензивен процес да стане 30-та членка на НАТО. Она што е многу важно во овој момент е оваа 2,5 децениска определба на граѓаните на Република Македонија за членство во НАТО да ја потврдиме и да ја обезбедиме. И како влада, како Министерство за одбрана правиме се да обезбедиме непречено одвивање на овој процес и успешен резултат. Еден од тие клучни чекори ќе биде референдумот на 30 септември. На референдумот очекуваме граѓаните да го препознаат својот интерес, интересот на Република Македонија, интересот на државата и идните генерации и да гласаат позитивно. Изборот е јасен. Иднина или изолација. Членство во НАТО и Европската Унија или уште една изгубена деценија. Република Македонија вложи многу во своето членство во НАТО и почеток на преговори со Европската Унија. Членството на Македонија во НАТО на домашен план носи безбедност, стабилност, сигурност на граѓаните и државата, ги охрабрува домашните и странските инвеститори, ќе ја забрза трговијата, ќе ги намали каматните стапки и ќе донесе повеќе и подобро платени работни места. Тоа е влогот кој што го имаме во 2018 година. И тоа е шансата која ја обезбедуваме на Република Македонија и која убедена сум нашата држава ќе ја искористи. Дозволете ми да му заблагодарам на генералот Скапароти за отвореноста и пријателскиот пристап, големата подготвеност да ни ја дадат сета потребна поддршка за овие финални чекори, да бидат брзи, квалитетни и успешни. Македонија е сигурен партнер и сојузник кој ќе продолжи да придонесува преку учество во меѓународни мировни мисии. Како идна членка на НАТО, од почетокот на оваа година го зголемивме македонскиот контингент во мисијата одлучна поддршка за 20%. До крајот на годината испраќаме поддршка за изборите во Авганистан, но и дополнително зголемување на нашите трупи. Исклучително сум задоволна што на дел од македонскиот контингент му е доверена исклучително одговорна задача – заштита на командата на мисијата во Кабул. На домашен план, како Министерство за одбрана, се сконцентриравме на она што Македонија може да го направи подобро. Затоа во рекорден рок го донесовме новиот стратешки одбранбен преглед, ја зголемивме и платата и условите во кои што работат припадниците на АРМ, но и обезбедивме план како издвојувањето за одбраната секоја година да се зголемува до целта од 2% од бруто домашниот приход. Генерале Скапароти, уште еднаш ви благодарам за вашата поддршка, за сите ваши предлози како да бидеме поефикасни, подобри и поорганизирани, ќе ги искористиме како што ги користевме и во минатото. Со вашата посета уште еднаш
покажавте дека и НАТО алијансата, но и нашиот стратешки партнер, Соединетите Американски држави, сакаат да ја видат Македонија успешна и интегрирана. Од името на владата на Република Македонија, од името на Министерството за одбрана, ви благодарам за оваа постојана, јасна и недвосмислена поддршка. Благодарам. Добар ден. Ми представува чест што сум тука денес во земја со богата историја која ги споделува интересите на НАТО за безбедност во Европа. Имавме доста продуктивни разговори. Денес и НАТО ја цени клучната улога на Скопје во промовирање на мирот и стабилноста во овој регион полн со предизвици. И министерки би сакала да ги похвалам вашите трупи. Навистина е импресивно тоа што ги користат НАТО стандардите и НАТО процедурите и тоа што денес го видовме навистина беше значајно. Алијансата високо го вреднува придонесот на Скопје во операциите на НАТО во Авганистан. Вашите вооружени сили распоредуваат трупи во поддршка на меѓународните сили за безбедност во Авганистан ИСАФ од 2002 година до 2014 година. Денес вашите трупи ја поддржуваат мисијата одлучна поддршка во Авганистан предводена од НАТО, чиј мандат е да ги обучува, советува и поддржува афганистанските безбедносни сили. Со нетрпение очекувам да се сретнам со дел од тие припадници во текот на денот и лично да им се заблагодарам за нивната несебична заложба и служба. Подготвеноста на Скопје да преземе лидерска улога во Западен Балкан и се покажува преку учеството во многу регионални иницијативи за продлабочување на соработката и безбедност. Се тоа ја прави Евроатлантската зона по безбедност. Преку вашето долгогодишно партнерство со НАТО, вашата земја веќе постигна значителен напредок во одбранените реформи и воената интероперативност со сојузниците. Препознавајќи историската покана на сојузниците за почеток на пристапните разговори со НАТО, препознаваме и уважуваме дека предизвиците остануваат пред вас, но престои многу работа. Во исто време со нетрпение очекуваме да дадеме практична поддршка на вашите воени авторитети во процесот на пристапување. Убедени сме дека адресирањето на овие предизвици и успешното пристапување во алијансата ќе имаат исклучителна полза за вас, како што кажа и министерката, и земјите кои се приклучиле на алијансата успеале да ја зајакнат својата демократија, да ја унапредат безбедноста и да го направат животот на нивните граѓани посигурен. За крај би сакал да се заблагодарам на Скопје и на граѓаните за нивниот придонес во споделената безбедност. Вашата земја гради светла иднина и напредува. НАТО ја споделува вашата посветеност на демократијата, владењето на правото, како и безбедноста и стабилноста во регионот. Вашата континуирана поддршка е важна не само за Западен Балкан, туку и за цела Европа. На крај би сакал да ви се заблагодарам и би сакал да кажам дека со нетрпение очекувам да станете 30-та членка на НАТО. Ви благодарам.